И дојде во Назарет, каде што беше израснал. И по својот обичај, еден саботен ден влезе во синагогата, па застана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија. И тој, штом ја отвори, го најде местото каде што беше напишано: Духот Господов е на мене, зашто Господ ме помаза за да им благовестам на бедните, ме испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги отпуштам измачените на слобода, да ја проповедам благопријатната година Господова. Од Евангелието според Лука. Еден ученик на Аристотел по име Клеарх раскажува за тоа како еден ден неговиот учител се сретнал со еврејски мудрец. Не е познато за што разговарале, но на крајот големиот Елин восхитен извикал: Ова е чудо или сон? Тоа била првата средба на Стариот Завет со Атинската школа. Кога друг, попознат ученик на Аристотел, по име Александар, го освојува светот, елинската филозофија почнува да ја подготвува паганската цивилизација за она што Светото писмо го нарекува полнота на времето, односно за доаѓањето на Спасителот. Средина на 3 век пред Христа. На запад се води првата пунска војна. Рим се обидува да ја порази Картагина. На исток, тоа е време на религиозни трагања и реформи. Во Персија тие доведуваат до силен антиелински бунт и така се појавува царството на партијаните. Во Египет, македонските цареви исто така се во потрага по вера која може да ги обедини поданиците, но по мирен пат. 35 години со царството управува Птоломеј Филаделф, син на еден близок пријател и генерал на Александар Велики. Тој е фараон градител и покровител. Тој ја изградил познатата библиотека во Александрија и не помалку познатиот светилник на Фарос. Во негово време, населението на престолнината во најголем дел го сочинуваат елини и евреи. Подеднакво несакани од домородните жители, тие се зближуваат едни со други. Во 250 година, Птоломеј толку се заинтересирал за еврејската вера, што одлучува да го преведе Светото писмо на својот мајчин јазик. Уникатен експеримент
Ќе бидат потребни многу пари, напор и децении, но ако успее, тоа ќе биде прв литературен превод во светот. Се разбира, тој има своји противници, и тоа од двете страни. Елините биле подсетени дека самиот Александар ја почитувал книгата Откровение, а евреите за мисионерското пророштво од Исаија. Така вели Господ Бог, кој ги создал небесата и нивното пространство, кој ја раширил земјата со незините производи, кој му дава здив на народот што е на неа и дух на оние што одат по неа. Јас, Господ, те повикав во правда. Цврсто ќе те држам за рака и ќе те пазам. Ќе те поставам за завет на народот, светлина за незнабожците, за да им ги отвориш очите на слепите, да ги изведеш врзаните од затвор и оние што седат во темнина од темнина. Тоа била долгогодишна работа на 72 научника, според кој број тој превод на Библијата и бил наречен Септуагинта, превод на 70 мината. Според древно предание, со еден од преведувачите се случил чуден настан. Кога стигнал до зборовите од пророкот Исаија, ете девица ќе зачне и ќе роди син. Тој помислил дека тоа може да ги збуни елините и го напишал зборот жена. Истиот момент тој се сетил дека погрешил и сосема јасно почувствувал дека ќе му биде дадена можност во тоа да се убеди лично. Тој преведувач бил Симеон. Во 146 година пред Христа завршила третата и последна пунска војна. Картагина е разурната до темел. Римјаните биле многу послаби од пуните, но за нив таа борба била света. Тие толку ја мразеле религијата на нивните противници, кои жртвувале жени и деца, што не пожалиле ни 100 години за нејзиното уништување. Истовремено, под власта на Капитол потпаѓа цела Елада. И за неа ќе важи уставот што важи за целата територија на Рим, устав кој е толерантен, но забранува оргии и распуштеност. Европската култура веќе половина век се нарекува грчко-римска, но строгите воини, латините, се уште се обидуваат да го земат само најдоброто, за да ги зачуваат чистотата и моралот, макар и само декларативно. Иако духовната потрага не престанувала. Во тој период толку многу римски интелектуалци преминувале во еврејската вера, што во 139 година Сенатот, со цел да се зачува верата на татковците, се принудени да ги прогонат евреите од главниот град. Во тоа време, иранците првпат го освоиле Вавилон, а потоа северозападот на Индија. Партиското царство за многу векови станува главен политички ривал на Рим на истокот. На целата негова огромна територија било почитувано само божеството на сонцето Митра. Жреците на тој древен култ се наречени маги или магесници. Тие зборуваат за доаѓање на Спасителот на светот, што треба да се случи наскоро, а чие раѓање ќе го предскаже звезда. Валаам, синот Веоров, зборува човек со отворени очи, зборува оној што ги пази зборовите Божји,
кој доби знаење од Севишниот, и откако виде видение Божјо во сон, очите му се отворија. Го гледам, но сега се уште не. Го здогледувам, но не одблиску. Изгрева звезда од Јаков и се издига жезол од Израил. Валаам, синот на Веор, живеел во 13 век пред Христа, за време на излегувањето на евреите од Египет, и бил еден од најпознатите магесници во древниот Вавилон. Кога Мојсей наближил до Мадаба, на магесникот оддалечени илјадници километри, му понудиле колку што сака пари, само да ги проколне евреите. Но тој ги благословил. Го паметеле тоа во Партиското царство, го паметеле и во Јудеја. Во текот на период од 1000 години, кој поминале откако евреите ја освоиле ветената земја, многу се изменил и односот на Старозаветната црква кон незнабожците. Божјиот народ почнал да ја осознава својата избраност не како привилегија, туку како огромна одговорност и свештеничка должност, да го носи божественото откровение во светот. Поминал 1,5 век откако откровението било преведено. Симеон чекал и размислувал. Уште колку време треба да помине? И што уште мора да се случи за тоа на крајот да биде прочитано? На 10 октомври, римските легионери се втурнале во храмот во Ерусалим. Опсадата на Светата планина Морија се одвивала 3 месеци и сега битката се уште траела без оглед на светоста над зидовите. Кога битката стивнала, во храмот се појавил Гнеј Помпеј и покрај очајните негодувања на служителите на храмот влегол во светињата на светињите. Тој побарал да му го покажат тој Бог за кого во последните години неговите војници зборувале толку многу. Полководецот кој ги разбил пиратите на Медитеранот, кој Сирија ја присоединил кон Рим и го потиснал партијанскиот цар, бил разочаран. Во олтарот немало ништо од она што незнабожецот очекувал да најде, но јасно присуствувало невидливото. Без ништо да чепне, Помпеј молчејки излегол. Победниците од источниот поход го пренеле дома култот на Митра, кој веднаш станал популарен кај широките народни маси. На римјаните им се допаѓале раскошните обреди на иранците, нивната строга организација, високиот морал и главно учењето за вечниот живот и за посмртна отплата за добрите и за лошите дела. На светската држава со еден јазик, закон и култура,
очигледно и била потребна една вера. Државата го решила тој проблем механички. Секоја освоена територија го додавала во официјалниот пантеон своето божество. Но при крајот на првиот век, таквиот пристап не можел да ги задоволи луѓето што искрено го барале Бога. Вистинските духовни надежи на Рим, со сите нивни заблуди, изгледале вака. Бог мора да е еден, да е личност и да е апсолутно безгрешен и свет. Неговата волја мора да биде запишана, како кај евреите. Пред него сите мора да бидат рамноправни. Подалеку од тоа знаење, човештвото колку и да се обидувало, не можело да отиде. Се исполнила полнотата на времето. Истокот и западот ги свртеле своите очи кон храмот во Ерусалим и притаено чекале одговор. Така вели Господ Саваот. Уште еднаш, и ете скоро ќе се случи тоа. Ке ги затресам небото и земјата, морето и копното. Ке ги потресам сите народи. И ќе дојде оној кого го бараат сите народи и ќе го исполнам овој дом со слава. Славата на овој последен храм ќе биде поголема отколку на поранешниот, вели Господ Саваот. И на ова место ќе му дадам мир. Од книгата на пророкот Агеј. Во близина на храмот во Ерусалим живеела прилично голема група евреи кои биле наречени тие што ја чекаат утехата на Израил. Тие се надевале дека Месијата набрзо ќе дојде, постеле, се молеле и не се оддалечувале од светото место. Од книгата на Агеј, напишана во време на враќањето од Вавилонското робство, тие што чекале, знаеле дека овде мора да се случи големиот настан и се плашеле да не го пропуштат. Меѓу нив била и познатата ерусалимска пророчица Ана, ќерка на Фануил, вдовица на 84 години, и праведниот старец по име Симеон. Тој изгледал толку стар, што никој не се изненадувал кога го нарекувале еден од 70 мината преведувачи на Библијата. Него често го прашувале за времињата на независност, за тоа кога Господ ќе го ослободи својот народ, кога ќе им дојде крајот на римската власт и на деспотизмот на Ирод, а најчесто за тоа кога Бог ќе им го даде на луѓето новиот вечен завет што го ветил преку пророците. Многу години старецот им одговарал едно исто. Мислам дека Божиото царство веќе е пред врата. И ете, еднаш Симеон почувствувал дека сега, конечно мора да се случи она за кое Господ му дал толку долг живот. И побрзал кон храмот. Неговата душа се чинело била подготвена да го напушти, но слабите очи не наоѓале ништо невообичаено. Жена со бебе во рацете, многу млада, а по неа стар човек со 2 грлици. Срцето го стегнало, нешто во главата збунето затреперило, а потоа, како некој да ја тргнал завесата, се станало јасно.
все стало ясно. Месијата дошол во светот како мало дете, така што луѓето да научат да не се плашат од него, туку да го љубат. Новородениот јудејски цар е рамен на сите. Тој речи си е сиромашен. Кога родителите ги посветувале новороденчињата на Бога, гулаби донесувале оние кои немале јагне или теле. Но сега тоа не е толку важно. Вистинската жртва е самиот тој, новородениот и повиен во пелени. Спеленатый малыш. Кој од сите учени што тој ги познавал и на исток и на запад, можел да замисли дека спасението на светот ќе дојде така, дека крајаголниот камен, темелникот на вселената, како што за Христос велел пророкот Исаија, оној што е за паѓање на едни и за подигање на други, самиот ќе има потреба од човечка нега и љубов. Будет сам так нуждаться в человеческой заботе. Колку ќе се зачудат сите оние што го чекаат Месијата. Удивятся все ожидавшие его. Последно колебање. Старецот ја погледнал пророчицата Ана. Можело да ги чујат шпионите на Ирод. Полуден и пијан од крв, само наречениот цар нема да трпи таква конкуренција. Човекот што ја убил својата свекрава, сопругата, синот, ќе се воздржи ли да го остави жив синот сиромав? Но впрочем, кој ќе поверува? Оние што чекаат, одамна ги сметаат за наивни и безопасни сонувачи. Симеон се насмевнал. Како го нарековте? Исус. Се е како што треба. Спасителот. Тој го зел детето в раце и гласно рекол: сега го отпушташ во мир твојот слуга, владико, според твоите зборови. Зашто моите очи го видоа твоето спасение, што си го приготвил пред лицето на сите луѓе. Светлина за просветување на незнабожците и слава на твојот народ Израил.